Време е за дневник на К1. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. К1 анкета против така наречената Тиранска декларација. И во органското земјоделство дозволено пестициди. За 15 дена се очекува да започне одбележувањето на хоризонталната сигнализација на улиците во Велес. Дваесет ден протести во Велес. Вчера вечер на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се приклучија здравствените работници. Тие порачаа: не сакаме никакви поделби, не сакаме бинационална држава и двојазичност. Затоа порачуваме да се отфрли тиранската платформа. Се прашувам како можеше нашата татковина да роди такви предавници кои се обидуваат да ја редефинираат и да ја разнебитат нејзината сувереност. Запраша Славе Радевски на 29-тиот ден од протестите од центарот на градот и рече дека од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ќе ја бранат до крај. Оваа црвено-жолта линија ќе им биде одговор на предавниците и на платформите и на белосветските државни чиновници. Ова ќе им биде одговорот. И вака се сака Македонија. На граѓанската иницијатива се приклучуваат и здравствените работници. Жаклина Кочова истакна дека не ги делат луѓето на македонци, албанци, турци и бошњаци. Од име на граѓаните на Велес сакам и денес, 29 ден поред, да порачам дека ние не сакаме никакви поделби, не сакаме бинационална држава, не сакаме двојазичност и промена на државните символи. Затоа порачуваме што побрзо да се отврли тиранската платформа или да се распишат нови предвремени парламентарни избори. Кога се работи за Македонија, нема одстапување, порачаа од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и најавија дека протестите продолжуваат. На мирен начин протестираме и си го чуваме она што ни припаѓа нам македонците. Никогаш нема да дозволиме нашето име и нашиот јазик да се стават во втор план, затоа што ова е Македонија и таква и ќе остане, истакна на вчерашниот мирен граѓански протест во Кавадарци Милица Гочевска. Никогаш нема да дозволиме нашето име и нашиот јазик да се стават во втор план, затоа што ова е Македонија и таква и ќе остане, истакна на вчерашниот мирен граѓански протест во Кавадарци Милица Гочевска. Таа нагласи дека граѓаните не треба да дозволат никој да ги заплашува. Некако не разбираат што и да кажеме. Оваа вечер само едно ќе кажам. Никогаш нема да дозволиме ниту една платформа што не е од народот изгласана да се прифати. Досега гордо и со исправена глава чекоревме мирно без никакви инциденти и затоа треба останатите да се огледаат на нас, како на мирен начин протестираме и го чуваме она што ни припаѓа нам, истакна Гочевска, додавајќи дека протестите ќе продолжат и во наредните денови. Маските паднаа, тиранската платформа постои. Содржината на истата вчера ја обелодени пратеникот на ДУИ Ејуб Халими. Каде на терен ги прашуваше Велешани, потребна ли не е ваква платформа? Дијана Иванова ги има деталите. Пратеникот Ејуб Халими стави крај на дилемата, постои ли не така наречената тиранска платформа. Тој вчера од собраниската говорница јавно ја прочита содржината на истата. Маските паднаа, постигнување на целосна јазична еднаквост,
е водечката точка. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Усвојување на резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот 1912-1956 година. Кајде на терен ги прашуваше Велешани кој е нивниот став, откако вчера лично и тие, следејќи го директниот пренос од продолжението на конститутивната седница, го слушна она што многумини не го веруваа. Ама нема што да мислиме, јасно кажува народот, што треба да мислиме. Дека се игра политичка игра. Ако треба, се знае кој треба. Кои се мнозинство избрани од народот, тие да си решаваат. Се друго, ова само тепање време на народот и нервози стварање, што влијае нели на економија и на се. Едните кои слушаш вака викаат, другите така викаат, едните лажат, другите не лажат, изгледа сите лажат и не знам на кого да верувам. Ја мислам дека тоа ќе биде една голема штета за Македонија. Голема штета. СДСМ е занесен за нешто друго. Не треба таа платформа да се прифати. Во никој случај. Во никој случај таа има тешка позадина за Македонија. Тешка позадина. И додека во Собранието претениците дебатираат, во 40 на општини секојдневно народот е на улица, барајќи од македонските политичари да ја отфрлат така наречената платформа. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија бара платформата да биде отфрлена и од идниот претседател на Собранието на Република Македонија. Одбележувањето на хоризонталната сигнализација на улиците во Велес треба да започне штом локалната самоуправа ја добие согласноста од Советот за јавни набавки. Според градоначалникот Славчо Чадиев, одбележувањето на хоризонталната сигнализација се очекува да започне за 15 на дена. Општина Велес ја чека согласноста од Советот за јавни набавки за да отпочне одбележувањето на хоризонталната сигнализација на улиците. Градоначалникот Чадиев вели дека има разбирање на реакциите од граѓаните, но додека не се добие согласност, работите не може да започнат. Секоја постапка пред да се почне да се работи мора да помине низ одредена тендерска постапка, тоа значи да се побара согласност со Советот за јавни набавки. Веќе втор пат ни ја враќаат од Советот за јавни набавки спецификацијата за бележењето на улиците. Оваа година сакаме и ќе нарачаме во вредност од повеќе од 2 милиона денари, третиот пат сигурно ќе ни ја одобрат деновиве. И година во одбележувањето ќе го работи јавното комунално предпријатие Дервен. Она што ќе биде поразлично од лани е бојата која ќе се користи, вели Чадиев. Минатата година направивме неколку знаци на самата улица во разни бои, на разни делови од градот со некои ограничувања, за да видиме колку долго може да траат во наши услови тие одбележувања. И може и констатиравме дека за разлика од оваа боја што користиме која се брише само после месец дена од која ќе се постави. Одбележувањето на хоризонталната сигнализација според градоначалникот Чадиев треба да започне најдоцна за 15 на дена. Иднината во заштитата на растенијата се повеќе се гледа во употребата на пестицидите, кои се дозволени и во органското производство. Според експертите, ваквата заштита дава добри резултати без да ги загадува плодовите и околината. Пестицидите кои се дозволени и во органското производство се повеќе се гледаат во иднината на растенијата. Ваквата заштита дава добри резултати без да ги загадува плодовите и околината, велат експертите. Производителите на органски производи тешко се справуваат со растителните болести и штетници кои знаат драстично да ги намалат приносите без соодветна заштита на површините. Органските производители сепак имаат избор на дозволени пестициди во одгледувањето на растенијата, кои се малку упознати, а многу малку се користат.
Во земјава постојат неколку дозволени пестициди кои целосно го решаваат проблемот, велат застапниците на големите компании во заштитата на растенијата. Органските пестициди се произведуваат од природни супстанции кои не само што можат да се конзумираат веднаш по третирањето на плодовите, туку не ја загадуваат ни почвата, ни водата, а цените се повисоки за само 5% од другите пестициди. Вчера вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе беа организирани два настани. Едниот беше промоција на 9-та поред книга на Сузана Турунџиева, насловена Среќометар, а другиот настан се однесува за ретроспективната изложба на фотографии на ликовниот уметник Осман Демири. Среќометар, вдиши среќа, издиши страф е најновата книга на Сузана Турунџиева, која вчера вечер беше промовирана пред кавадаречката публика. Ова е нејзино 9-то дело поред, со кое покажува како Турунџиева ја лекува тагата со пишување. Среќометар е прирачник за среќни луѓе и за сите оние што сакаат да научат да ја препознаваат среќата во секој можен облик. Дело кое не учи никогаш за ништо да не се споредуваме со другите, ако сакаме да бидеме среќни. Нема правила и нема дефиниции кои јас ги открив далеку од тоа, но се обидувам низ мои лични примери да подсетам на кои се најважните животни вредности на кои ние многу пати ги занемаруваме, заглавувајќи се во една точка, живеејќи постојано во минатото, споредувајќи го нашиот живот со животот на комшијата, на колегата или на некој друг и барајќи виновник за некои наши погрешни избори. Значи, се до мигот додека ние живееме во минатото или додека обвинуваме некој друг за тоа што сме несреќни, за тоа што не сме богати и така натаму, ние никогаш немаме прилика да бидеме среќни. За вечерта посветена на сите сладокусци на културните настани беше отворена и ретроспективна изложба на ликовниот уметник Осман Демири од Гостивар, кој се представи со 25 уметнички фотографии од неговите последни 4 циклуси. Вечера тука има 25 фотографии од изложбата што беше прошлата година во Националната галерија Чифте Аман. Тука се еден дел од нив, ретроспективна изложба, има по 5-6 фотографии од 4 мои циклуси последни што се. Првиот циклус е Светлост и сенка, вториот е Црвените соништа, третиот е Диалог и компромис и најава на четвртиот циклус Тајна. Настаните од културата продолжуваат со несмален интензитет. Утре, 31 март, ќе се одржи традиционалната априлијада, на која ќе продефилираат најмладите од градинките и основните училишта, а вечерта на матичната сцена премиерно ќе биде изведена представата Стюардеси по текст на Марк Камолети, а во режија на Диме Коцевски. Малолетничка била жртва на полов напад од страна на наставник. Случајот бил пријавен вчера во полициската станица од општа надлежност во Кавадарци. И од секторот за внатрешни работи Велес и МВР ја потврдија информацијата. Повеќе детали надлежните за овој случај не откриваат со цел да се заштити жртвата. Неофицијално од извори од истрагата дознаваме дека се очекува за насилникот да биде изречена мерка притвор. Денеска во Младинскиот парк во Велес одбележан денот на шегата. Ученици од основните училишта од градот и од детската градинка Димче Мирчев беа облечени во разновидни костими инспирирани од омилените јунаци од цртаните филмови. Манифестацијата традиционално и оваа година е во организација на општина Велес. Денот на шегата се одбележа денеска во Младинскиот парк во Велес. Во пресрет на 1 април, ученици од основните училишта, како и од детската градинка Димче Мирчев, беа облечени во разновидни костими инспирирани од нивната желба и фантазија. Сончевото време во голем број ги привлече сограѓаните да ја проследат централната програма и манифестација на која учествуваа учениците. Настанот е во организација на општина Велес. Традиционално, како и секоја година, по повод Денот на шегата 1 април, во организација на општина Велес се организира настанот Априлијада 2017 година. И оваа година учесници на овој настан се учениците од општинските основни училишта од градот и децата од детската градинка Димче Мирчев.
Многу убави маски имаме, подготвени заедно со нивните наставници и родители, како што може да забележите. Насмевките на лицата на децата се присутни, секако и родителите присутни се заедно со нив, со наставниците. Со искрена насмевка на лицата, децата уште еднаш покажаа дека смењето е чувар на здравјето. Облечени во ликовите на своите омилени јунаци, тие посакаа смеата да биде присутна во секојдневието. Јас сум преправена во Снежана и ми ја направи маската Дада. Јас сум маскирана во Госполица. Јас сама си ја направив мојата маска. Со другарчињата си поменуваме многу убаво. И што е твојата маска? Мојата маска е самоубила. Кој ти помогна? Мама. Мојата маска е принцеза и ќе настапуваме, ќе играме песна. Мојата маска е принцеза, ќе настапуваме принцови и принцеза. Оваа година најмладите ќе имаат можност своите првоаприлски шеги и костими да ги искористат уште еднаш и во сабота кога е 1 април, денот на шегата. Денеска градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов оствари работна средба со учениците од 4-то одделение од училиштето Страшо Пинџур. Апостолов ги запозна учениците со работата на локалната самоуправа, како и со работата на Советот и локалната администрација. Околу 60 на деца од Општинското основно училиште Страшо Пинџур денеска ја посетија локалната самоуправа на општина Неготино и се запознаа со работата на градоначалникот Ванчо Апостолов. Учениците беа од 4-то одделение, а во рамки на училишната настава по предметот општество изучуваат тема за работата на локалната самоуправа. Основната цел на нашата посета, денешна посета во училиштето беше, подетално учениците да се запознаат, со нашата општина во Неготино, бидејќи ни е предвидена со годишниот план и програма, така настојуваме децата, веќе навлеговме во темата, подетално да оствариме средба, да се запознаат со локалната самоуправа, да се запознаат со органите на самата локална самоуправа, да поведат разговор со градоначалникот на нашата општина и воедно, да постават прашање. Учениците заинтересирано го прашуваа градоначалникот за тоа што е неговата работа и обврски, како и работата на Советот на општината, локалната администрација и слично. Задоволство од денешното дружење со децата изрази градоначалникот Апостолов. Јас се трудам секогаш да ги слушнам нивните потреби и во наредниот период да им излезем во пресред, како што во минатиот период изградивме неколку фудбалски игралишта, повеќе наменско игралиште, тениски игралишта, веќе ги ставивме во функција како оние на земја кај спортско-рекреативниот центар Младост, така и тениските игралишта во населбата Сааткула, кои се на тврда подлога. Апостолов им напомена на учениците дека во моментов се градат повеќе спортски игралишта, а интензивно се рехабилитира и просторот кај спомен костурницата на површина од 4,5 хектари, каде ќе има 3 патеки за рекреација, неколку културно-спортски содржини и ќе биде на располагање на граѓаните од 7 до 77 години. Денеска во Собранието на Република Македонија продолжи конститутивната седница на која се дебатира за избор на председател, заменик председателот, членови, нивни заменици на Комисијата за прашање за изборите и именувањата. Следуваат вестите од Македонија. Продолжи конститутивната седница во Собранието на која се дебатира за избор на председател, заменик председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање за изборите и именувањата. Седницата почна со серија процедурални забелешки на различни теми, поради што беа давани неколку паузи. За дискусија се пријавени 51 пратеника во изминатите 3 дена. Само тројца го искористија правото на збор. Пратениците на ВМРО ДПМНЕ повторно побараа да се каже што е договорено со ДУИ и СДСМ, да се откаже од тиранската платформа, а како единствен излез од политичката криза го посочија одржувањето предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Нивните колеги од СДСМ пак побараа да се престане со кршење на деловникот и со силувањето на парламентот. Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ побара што е можно поскоро
во јавноста да излезе законот за јазици што го договориле СДСМ и ДУИ и додаде дека како што албанците во Македонија бараат да се почитуваат нивните права, така бараат и македонците, турците, бошњаците, власите, ромите. Конститутивната собраниска седница почна на 30 декември 2016, но беше прекината, бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе биде домаќин на председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој во понеделник доаѓа во посета на земјава. Неговата посета е во рамки на регионалната турнеја, која е посветена на состојбите со мигрантската и бегалска криза и примената на сеопфатното европско решение. Од кабинетот на председателот велат дека освен за бегалската криза, Иванов ќе го запознае Туск и со политичката состојба во земјава, а ќе се разговара и за европската перспектива на регионот. Ова е трета посета за 2 години на Туск во Република Македонија. На последната средба во март 2016 Туск и председателот Иванов дискутираа за постигнување заедничко европско решение за бегалската и мигрантската криза. Засилени се инспекцијските контроли за безбедност и квалитет на увозните пратки месо кои потекнуваат од Бразил од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство поради аферата за наводен подкуп на официјални ветеринарни власти и издавање дозволи за извоз на небезбедно месо. Контролите се засилени и во внатрешниот промет за секоја пратка со потекло од оваа земја, особено месото кое се користи како суровина во преработувачките капацитети, информираат од агенцијата. Европската унија, чија политика во областа на безбедноста на храна ја следи и Република Македонија, официјално нема донесено забрана за увоз на месо со потекло од оваа земја. Засега нема основа за воведување забрана за увоз на месо од Бразил, наведува Агенцијата за храна и ветеринарство. Во Австралија денеска почна евакуацијата на илјадници лица кои живеат на островите во североисточниот дел на земјата, што беа зафатени од силниот циклон Деби. Десетици илјади лица се уште се без електрична енергија во државата Квинсленд, каде властите издадоа нови предупредувања и повикаа на евакуација пред обилните дождови, што се очекуваат по ударот на силниот циклон. Следуваат вести од светот. Британскиот весник Guardian објавува дека спасувачите и крайбрежната стража на Велика Британија трага по приватен хеликоптер кој полетал вчера од англискиот град Милтон Кинса требало да слета во Даблин. Хеликоптерот во кој што имало 5 напатници од екраните на радарите исчезнал додека летал над Ирското море. Лошите временски услови биле причина времено спасувачката акција да биде прекината. Надлежните власти нагласуваат дека спасувачките работи од воздух се невозможни се додека не дојде до подобрување на времето. Акцијата продолжува, а се пребарува морскиот простор северно од Велс. Америка продава 23 мотори, радари, оружје од класата воздух-воздух и воздух-земја, заедно со останатата опрема. Белата куќа го известила Конгресот за плановите за продажба на воена опрема во вредност од околу 4,9 милиарди долари. Оваа продажба била договорена и подготвена уште од претходната администрација на Соединетите Американски држави, но тогаш Конгресот ги отфрлил овие планови, поради тоа што Бехрин не ги исполнил своите ветувања за подобрување на ситуацијата со човековите права во земјата. Последен ден за изборно представување на кандидатите за председател во соседна Србија. На полноќ стапува изборниот молк. Во недела 2 април од 7 до 20 часот, граѓаните со право на глас новиот шеф на државата ќе го бираат помеѓу 11 кандидати. 8523 избирачки места има во Србија. Во Косово ќе се гласа на 90 места, додека во странство ќе бидат отворени 53 избирачки места во 32 земји. Српските државјани во Велика Британија, Канада и во САД за председател на Србија ќе гласаат на 1 април.
Денеска температурата се искачи до 24 степен. За време на викендот ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен југоисточен ветер. Со ова информација, почитувани гледачи, го завршуваме дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријетно.